И врнежливото време нема да ја подобри состојбата со водоснабдувањето во Тетово. Во моментов во градот се уште нема доволно вода за пиење, информираат од јавното комунално предпријатие. Како дополнителен извор се 4 бунари со кои градот се снабдува со вода, од кој еден не е во функција. Околу 300 литри во секунда е количината на вода со која се располага, а рестрикциите и натаму се секојдневни. Од работната единица Водовод вела дека во наредните неколку дена ќе се одлучи дали ќе се укине самодневната рестрикција. Поред тие количини што ги добиваме од извори, уклучени се и 4 бунари кои дават некаде околу 70 литри вода во секунда. Значи, вкупно имаме околу 290-300 литри вода во секунда. Со денешните дождови очекуваме дека веројатно барем за 20 до 30 литри во секунда ќе се подобри водоснабдување и ќе постои реална можност да во најмала мера да се отстранат дневните рестрикции. Значи, евентуално ноќната да остана која е помалку приметна и помалку неопходна за градот Тетово. Се реконструираат и неколку улици во Тетово, се поставува атмосферска канализација. Заради тоа граѓаните често се соочуваат со прекини во водоснабдувањето и вон најавените рестрикции. Се јавуваат и дефекти заради дотрееноста на водоводниот систем, но почеста причина за прекините е и неовластеното приклучување кон водоводната мрежа. Имаме реконструкција на улица, да. Се работи за изградба на атмосферска канализација и после тоа асфалтирање на самата улица. Во тек на работите нормално е дека доаѓа до кинење на приклучоците и како резултат на тоа е нормално допирање на вода дур да се санират истите. Може да се каже дека староста на системот може да се каже дека е причина за чести дефеци. Најмногу се должи на индивидуални приклучоци. Не се работи за примарна мрежа, него се работи за, ние ја викаме секундарна мрежа, односно индивидуални приклучоци се често причина за санација на дефеци. Од работната единица Водовод тврдат дека дефектите во изминатиот период се намалени, особено откако е извршена реконструкција на дел од водоводниот систем. Имаме намалување, може да се каже намалување на дефеците, од кога е од прошла година извршена интервенција со средства на КФ банка. Може да се каже дека имаме намалување, затоа што имаме инсталирано редуктори на притисок, воздушни вентили, промена на главните вентили, така да комотно може да кажеме дека е подобрена слика на водоводниот систем на градот Тетово. Како што велат од ЈКП и Водовод, за целосна реконструкција на водоводниот систем потребно е многу време. За да нема поголеми последици, екипите треба да бидат ажурни и навремено да ги решаваат проблемите, вели Абедини. Граѓаните со децении се соочуваат со недостаток од вода. Секојдневните прекини на водата ќе продолжат и понатаму, се додека не се донесе одлука за укинување барем на дневната рестрикција.